Добре дојдовте во Stay Clean and Safe, подкаст креиран со финансиска поддршка од Европската Унија. Тука споделуваме идеи, совети и приказни што ќе ни помогнат заедно да изградиме поздрави, побезбедни и почисти заедници. Ајде да започнеме. Добре дојдовте во Health Chat, подкастот каде што зборуваме за едноставни и реални навики што ни помагаат да живееме поздрав и помирен живот. Јас сум Лаура Коста, предавам италијански јазик и историја во едно италијанско средно училиште. А денес зборуваме за тема што го засега буквално секој човек на планетата – спиењето. Добриот сон се чувствува магично, а лошиот сон пак како да ве прегази убавен емоционален камион. Со мене денес е Асија, една од моите ученички, која изгледа малку уморно. Се во ред? Забележавте. Да, синоќ ќе беше катастрофа. Се превртува в цела ноќ како да се подготвувам за улога. Збунето суштество завиткано во кебе. Мозокот едноставно не сакаше да се исклучи. Сериозно, во 2 часот наутро држеше TED Talk. Не си единствена. Многу луѓе имаат проблеми со спиењето, а добрата вест е дека често можеме да го подобриме преку нешто што го нарекуваме хигиена на спиењето. Хигиена на спиењето? Знам дека не значи да си ги мијам соништата, ама сепак звучи смешно. Знам, но всушност значи навики и средина што му помага на телото полесно да заспие. Замисли го како мал вечерен ритуал што нежно го води телото кон одмор. Добро, од каде почнуваме? Од најважното – конзистентноста. Нашето тело има внатрешен часовник наречен циркаден ритам. Кога легнуваш и стануваш во исто време секој ден, дури и за викенд, му праќаш јасна порака на телото: ова е нашиот распоред. Сега спиеме. Секој ден и сабота, ова звучи како личен напад. Ветувам дека не е, но кога спиеш многу подолго за викенд, телото се збунува, како некој да ги сменил сите часовници во куќата без да ти каже. Значи затоа падалниците ми се казна. Токму така, конзистентноста го прави преминот полесен. Тоа е една од наједноставните, но и најмокни алатки за подобар сон. Добро, конзистентност, запишено. Што следно? Твојата околина. Спалната соба треба да се чувствува како мирно засолниште. Пониска температура, пригушено светло и што е можно помалку нарушување. Значи тивка удобна пештера. Да, само почиста и со многу подобра постелнина. Добар душек, удобни перници и лесни кебиња прават огромна разлика. Предпоставувам дека планинето облека на столот не помага за атмосферата. Веројатно не. Средена и мирна просторија му помага на умот да се опушти. Нертот може да биде изненадувачки стимулирачки. Никогаш не сум размислувала така. Добро, ќе ја расчистам пештерата. Следно, вечерната рутина. Тоа е преминот помеѓу денот и ноќта што му сигнализира на телото дека е време да забави. Како вечерен ритуал. Токму така. Нешто смирувачко, истегнување, пишување дневник, лесно читање или чај од билки. Важно е да биде мирно и предвидливо. Мојата секашна рутина е да легнам и да се надевам на најдоброто. Многу луѓе го прават тоа, но телото реагира кога нежно го подготвуваме за сон. А што е со кафето? Искрено, дали мојата зависност од кафе се осудува тука? Не баш тивко. Кофинот може да остане во телото и до 10 часа. 10 часа? Тоа треба да е нелегално. Знам. И да, и чоколадото се брои. Не и чоколадото. Ова интервју стана лично. Се е во умереноста и порано во текот на денот. И уште нешто важно – храната. Тешки оброци пред спиење го тераат дигестивниот систем да работи прекувремено. Да, доцната пица знае да ми се одмазди. Лесни ужини се во ред, но избегнувај големи оброци пред легнување. И движењето во текот на денот е многу важно. Не мора интензивен тренинг, дури и брза прошетка помага. Јас толку седам што почнувам да се чувствувам како мебел. Тоа е телото што ти кажува дека му треба движење. Мебелот се буни. Точно така. И утринската природна светлина е многу важна. Му кажува на телото дека е време за будење. Значи јас сум сончоглед. Мудар и здрав сончоглед. А што ако направам секако што треба, а пак не можам да заспием? Ако не можеш да заспиеш по околу 20 минути, стани. Направи нешто мирно во другата просторија и врати се кога ќе се приспие. Значи нема драматично гледање во таванот. Точно, креветот треба да се поврзува со одмор, не со стрес.
Добро, креветот не е место за екзистенцијални кризи. Дополнителни совети. Топол туш навечер ги релаксира мускулите. Запишување грижи го намалува ноќното размислување, а кратките дремки 20 до 30 минути се во ред. Значи нема двочасовни случајни дремки. Точно. Да проверам дали сватив. Ист распоред, мирна соба, релаксирачка рутина, без тешка храна, помалку кофеин навечер, повеќе движење, природна светлина, кратки дремки и без стрес во кревет. Совршено резиме. Спиењето не е луксус, тоа е биолошка потреба. Значи треба да го тренирам сонот како шеф. Да, ама шеф што навистина го сакаш. Добро, закажувам дневен состанок со перницата. Присуството е задолжително. Целосно ја поддржувам таа одлука. Благодарам што бевте со нас и ви посакувам мирна ноќ и енергетични утра. Лека ноќ на сите. Ви благодариме што го слушавте подкастот на Stay Clean and Safe, проект финансиран од Европската Унија. Запомнете, мали чекори водат до големи промени во одржување на нашиот свет чист и безбеден. Чувајте се и останете безбедни.